во подпрограмата во Министерството за социјална политика, демографија и млади сега поново, во подпрограмата 4А за изградба и одржување на вакви објекти предвидено е цели 123.000 евра. И јас предвидувам уште плюс да се додаде на оваа ставка 3 милиони евра. Може би не се доволни во однос на образложението кој што го имам во амандманот. Не сум сигурен за тоа. Заменикот министер ќе каже. Но нека каже дека и видоизмене барем еден да се изгради. Јас предвидувам 3 да се изградат вакви домови. По приоритет во регионите каде што има најголема потреба. Ќе ви кажам неколку податоци колку е лоша оваа состојба кај нас. Ние имаме државни вакви објекти кои што имаат капацитет од 600 сместувачки капацитети, а приватните имаат дупло повеќе капацитети, 1200. И сега на овој начин ги стимулираме, не им оставаме никаков избор на луѓето, освен да посегнат по приватните домови за сместување на стари лица. Исто како и со градинките, и тука, оние кои што не можат тоа да си го дозволат, особено пензионерите, не можат да си дозволат воопшто да се сместат во приватните вакви установи, затоа што цените таму се огромни. Во државните листици на чекање се исто така долги, се движат некаде околу 300 луѓе и чекањето е од 5 до 7 години. Што за еден стар човек над 65 години, тоа не е малку време. Во меѓувреме може и да почине човекот пред да биде сместен. Исто ако го земаме европскиот просек кој што вели дека од 20 до 30 легла треба да има на 1000 вакви лица, ние сме далеку под тој просек. Ние некаде според нашите капацитети се движиме околу 20 луѓе на 1000 вакви стари лица. Од тука сметам дека ова треба да биде приоритет, кој што низ годините е навистина заборавена оваа јавна услуга и практично постои само на хартија. Тоа се гледа и од конструкцијата на буџетот. Ние мораме да создадеме капацитети, затоа што и нашето население за жал старее. Можеме да се доведеме со овој тек, со овој тренд на старење на населението, да се доведеме во многу полоша состојба каде што навистина листите на чекање ќе се зголемат, времето ќе се зголеми и се помалку луѓе, стари лица ќе можат да бидат сместени во достоинствено во старечки домови. Затоа што како што е сега ваква состојбата, сместувањето на стари лица во домови е практично луксус, а не е достоинствен чин за нив. Од тука јас навистина, доколку овој амандман не се прифати, би сакал некакво образложение во врска со овој домен на социјалната заштита од министерот. Благодарам.